Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. По вчерашното видео за состојбата на свеќето на животот, кој што ја представува светлината, кој што го поистоветуваме со кундалини и кој што ни потврдува за вистината која што е поврзана со етерот, тоест со негативниот јон. Дали македонскиот кутлеж потекнува од символиката која што е поврзана со свеќето на животот? Дали македонскиот кутлеж е тој што ни го дава животот на земјата? Дали македонскиот кутлеж треба да го вратиме заедно со нашето свето име? Е наша должност покрај сите оние глупости кои што ги направија политичарите. Али и не се глупости. Ако погледнете колку се нафатира преку името наше свето и библиско Македонија. Одлуката е ваша. Бог знае. Најверојатно ќе знаеме и ние. Едно мое видение кажа: името ќе биде сменето, ама кратко ќе трае. Дали доаѓа денот за враќање и поништувањето на сето оно што го правеле сите овие политичари кои што се нафатираа со милиарди евра на грбот на нас македонците? Дали затоа и толку молкот, каде што се уште никој не смее заедно со нас да започне еден процес, кој што процес би требало да биде откровение на македонската историја? Дали големиот Паско Кузман и си го признае гревот или не, времето ги покаже. Само едно да знаеме сите: никој нема да помине без карма. Никој нема да помине без последици. Затоа и молкот кој што го прават сите, а на сметка на молкот на македонците, Америчка амбасада и ЦИА, сите знаете дека го зацементира споменикот од НОБ, кој што нема ни на буквата од НОБ и кој што е направен за двајца партизани. И е најскап од сите видови кои што се споменик во историјата во борбата против фашизмот. Сите заеднички треба да знаеме што и како. Времето за македонизмот воскреснува. Сакале да прифатите или не, времето за оно што се е изгубено и се што е направено пепел од Македонија доаѓа за Феникс. Може би тешко е, ама нашата карма се поистоветува со пепелот. Затоа и требаше прво пепел да станеме, за да воскресне Фениксот. Ова моје видео ќе го поклонам на Агапи Скопје. И сум многу среќен што тимот повеќе од сигурно негде 100% веќе го заменува делото Павлово. Затоа и ќе се обидам да прочитам како е поистоветено свеќето на животот, свеќе на животот преку Агапи Скопје. Пречем и нашата цел и целта на универзумот и на сите нас е да воскресне пиеналната жлезда. Да сите чакри
ни светат како сијалици. А тоа значи дека сме ја достигнале кулминацијата која што имале древните македонски цареви. И затоа се викала белата светлина, и затоа се вика бела. И затоа тоа е етерот. Етерот кој што Владо Павлов практично со сите негови дела ви го донесе во секој дом. Етерот и белата светлина без кој живот на земјата нема. Едно што е битно е тоа што најстариот доказ за етерот, за белата светлина, е пронеден во Македонија. Иако е украден од оние актери на Пулс, од оние кои што се ставаа во улогата на Бог и од оние кои што се ставаа во улогата на светци, па веруваат дека можат да прават што сакат. Ама заврши оно што секој мисли дека може да верува што сака да прави. Што украде увар од увлочени во спрега со ој од увлочени? Што е цветот на животот? Оно што ние практично го правиме пред очите на сите вас молчеливи македонци и преку нашите центри. Цветот на животот е геометриски дизајн кој е формиран од низа совршени преклупувачки кругови. Благодарност до Маја и Агапи Скопје. Ова е доказ дека сите оние кои што се во близина, маратонци кои што го трчаме последниот круг со Владо Павлов, не сме истите оние што сме биле пред да бидеме со Владо Павлов. А тоа е да прогледаш или да ти се отвори третото око. Или да помогнеш на слепите да прогледнат. Е символиката која што во минатото ви е познато од Исус. Или во превод да се развие пиналната жлезда или да се отвори шишарката. И тоа знаете дека денес е најголемиот проблем на човечанството. Затоа што некој сака преку маите, преку Вавилон, преку денешниот Рим и Ватикан, шишарката да ја биде затворена. За да можат убаво да пливат во тој океан на лаги, на корупција и на манипулации. Ама ние ќе се бориме на секого да му биде отворена шишарката. И тоа и го правиме беззлатно на јазикот и без пардон пред секој. Ја повикувам целата наша фамилија. Ги повикувам сите маратонци кои што го трчеме последниот круг. Да останеме достојни на македонизамот. Кој колку умееме и кој колку можеме да ја продолжиме најсилно мисијата. И да им докажеме на сите дека ова дело го правиме за Македонија, а не го правиме за Христијан Мицковски или утре некој друг премиер или претходно некој друг. А воедно да докажеме и на Тино, кој што сега е премиер, дека ова ние го правиме за Македонија и не го правиме за некоја цел. А најмалку сакаме вамте за тамте, со секоја влада на Република Македонија. Така, македонци мои, ќе останете достојни и така Бог ќе ве чува и ќе ве помага во времето кога Македонија ни ја прават пепел. Ве повикувам сите во петок на Китино Кале, од каде ќе имаме трибина и од каде што ќе започне создавањето на новото цвеќе на животот во вистинска смисла на зборот, практично пред очите на сите оние премиери, сегашни и во минатото. Да им докажеме на сите дека секој круг кој што е нацртан од центарот на друг создава шема
што ја символизира врската помеѓу сите форми на животот. Уште еднаш ти благодарам, Маја, ви благодарам на сите, секако и на Белагнија и целиот тим, кои што сте други и не сте тие што јас ве запознав во минатото. А тоа значи дека се спротивставувате на Ватикан, дека се спротивставувате на Англо-Америка и на сите оние кои што сакат чишарката да ви биде затворена. Не, македонци. Македонија нема да воскресне да се обедини ако сите ние шишарката не ја отвориме. Овој дизајн и ова цвеќе на животот, кој што го правиме сите ние со децении уназад, секогаш и во некое друго време ќе се шири бесконечно. И ова го прави визуелниот приказ на меѓусебната врска помеѓу микрокосмосот и макрокосмосот. Впрочем, зарем не се бориме на нашата вистинска цел, како е горе, така е и доле. Во својата суштина, она што ние го правиме и создаваме ново цвеќе на животот, преку нашиот македонизам, е цветот на животот кој го содржи семето на животот, формирано од 7 основни кругови, кои што ни ги представуваат почетните процеси на создавањето. Зарем ова не ви упатува, македонци мои, што украде увара довлочени? Истите оние кои што го направија Пулс, истите оние кои што ни ја затемнија светлината, кои што имавме со најстариот доказ на земјата за белата светлина. И веруваат дека истите тие ќе бидат настрана ставени од Бог, од универзумот, тие кои што го воскреснаа Молохот и бакарниот жртвеник преку тие 63 млади животи. На сметка на нашето цвеќе на животот кој што ние во иднина ќе го создаваме практично. Затоа и ова се доказите за Еденската градина. А таа е поврзана со прапочетокот. Таа е поврзана со кундалини енергијата. Таа е поврзана со круната. Таа е поврзана со гробот на Александар. Она од кого се плаши секоја влада на Република Македонија. Она од кого се плашат сите министри, како што се плашат од атентатот на Киро Глигоров. И се плашат затоа што знаат дека скапо и дебело ја поклониле својата душа на ѓаволот. И нека им стои. И затоа нивните чакри нема да имат светлина, нема да имат спој, нема да имат енергија и нивната сијаличка, тоест нивните чакри бледо светат. Ама нашите на сметка на нив ќе работиме преку создавањето на новото цвеќе на животот и воскреснувањето на македонизмот. И преку тоа семе на животот, кој што го представува јадрото во централниот дел на цвеќето на животот украдено од увара довлочени и ојо довлочени пред молкот на сите политичари 100% во Република Македонија. Ќе го докажем и пред молкот и нова влада на Република Македонија и пред молкот на Тино, кога се во интерес некој работи за македонизмот. А на истите нив ќе им докажеме дека не бараме ние ништо кога е во прашање Македонија. Не бараме работни места. Не бараме ништо.
само да ни дозволите Македонија да ја воскреснеме. Тино. Тотално ништо не сакаме. Ништо не бараме. И тоа го докажуваме ние заедно. Сите. И затоа, како работевме овие 30 години, така ќе продолжиме да работиме во иднина. Ова е мојот одговор за сите оние кои што веруваа дека Владо нешто прави со тимот за да добие од корис. Не, македонци. Владо никогаш нема да прави нешто за да добие привилегија или нешто од корис. Ке дојде денот, а верувам дека и премиерот ќе ја каже вистината за сите комуникации и за се што сте правиле вие македонци мој со целиот мој тим. И затоа ве замолувам да го правиме тоа од дното на душата, со дух, ум и фанатизам, а не да чека некој од вас утре Тино да му даде работа. Тој кој што ќе очекува за тоа што ќе го сработи за Македонија, за да Тино му даде работа, не мора да биде со нас. Не мора. Го повикувам уште денес да се тргне од нашиот тим. Го повикувам, затоа што Македонија е Бог. Македонија е божество. А сите овие премиери се многу мали во споредба со Македон, Александар и Исус. И затоа ве повикувам, се тоа што го правиме заеднички за Македонија, а не за Тино или за било кој друг. Додека семето го представува прапочетокот на секој креативен процес, цветот одразува како тие основни форми се шират, за да доведат до целокупноста на постоењето. Неговата структура, присутна во античките храмови и сакарната уметност, покажува како микрокосмосот и макрокосмосот сме меѓусебно поврзани. Во рамките на светата геометрија, цветот на животот се смета за символ на совршенство и универзална хармонија. Се верува дека содржи фундаментални модели што ги изразуваат законите на природата, како што се платонските цврсти тела и златниот пресек. Проучувањето и медитирањето на овој символ овозможува подлабоко разбирање на структурата на универзумот и на сопствениот духовен пат. Зарем ова не е доказ, македонци мои, што е украдено во Кочани? Зарем ова не е доказ за рајската градина? Зарем ова не е доказ за Еденската градина? Зарем ова не е доказ за семето на животот дека почнува од Македонија од Кочани? Затоа мора да се разбудиме. И затоа секој од вас сум среќен што еден прави 10, а продолживме исто како тоа што го правеше Исус. И стана највисока доктрина денес. Среќен сум што 12 души пренесуваат на 10. Тие 10, тоест тие 120, исто така пренесуваат на нови 10. И така се шири веста од нас. Не мора да чекаме лајкови, не мора да чекаме колку имаме гледаност, затоа што секаде сме ставени под осмотра. И тоа го знае Владо Павлов. Секаде не пратат. И нека не пратат, и има што да пратат. Тоа е нашата бела светлина, тоа е етерот, тоа е круната, тоа е доказот за престолнината бела.
И не мора никој да чека од Музеј на Република Македонија, од Министерство за култура или од Тино да чекаме. Не, македонци. Ние сме за се македонско обединување и ние не бараме помош од никого. А попатно, кој добива корис од нас е тоа што Бог сака така. А дали тие кои што добиваат корис од нас ќе дадат нешто од себе за Македонија и ќе го почитуваат гласот, е нивно право. Како што е наше право да бидеме македонци на свое. И нека следат Мице. Тие нема друга работа. Нивната работа се уцените, Мице. Да барат, да гњурат, да тражат, за да те уценуват, да те местат. Тоа е врлина на Антикрист. Тоа е врлина на ѓаволот. Нека останат сите тие што следат ѓаволски деца. Не е само МОСАД во Македонија со апаратура за следење. Од овие милиардери, сите имат апарати за следење. И Змијалков, и Грилас Заев, и Груевски Грила, и Груевски од Груев. Сите тие. Секој милиардер може да постави апарати да прислушкува и да прати. Ама тоа е нивната слабост. Па и ова влада, и претходната, и било кој. Сите тие што следат и што прислушкуваат се страшливци. Се плашат. И нека следат. И нека пратат. И нека тражат. И нека оценуваат утре. Затоа Македонија дојде до ова дарече. Затоа што освен уцени да се уценува некој, тие ништо друго не знаат. Ама затоа Божјата десница се посилно и посилно е во Македонија. И она што од денес ќе се случува до недела е тоа што ние го правиме за Архангел Михаил. Каде што неговиот меч е оган. Исто така, символ на белата светлина, символ на нашето божество етерот, символот на првата искра на животот, од кој што настанал животот. И нека пратат, ама и нив ги Бог прате. Па затоа некаде кај некого ќе удари посилно, кај некого ќе удари по-млако. Кај оној што ќе удари по-млако, го удара за да се освести. А кај оној што удара посилно, го удара затоа што многу пати го ударал по-млако, па не се освестувал. За да некој се вразуми дека треба да се смени. Не сакам. Знаете дека имаме сознание за сите кој од што е болен. Не сакам јас да влегувам во нивните индивидуалитети. И пак од овде ги прифаќам со љубов. И барам прошка за сите нив да им помогне Бог. Иако тие немат никаква доблес. И болни од канцер некој има, и уште се чудовишта. И затоа, македонци мои, не сакам да барате од никого. И не сакам сето ова што го правиме заедно. Да очекувате некој да ви помогне. Градоначалник или премиер.
Тие знаат сите за нас. И тие ако треба нешто да направат, нека направат за Македонија, не за нас. А ние нашата фамилија ќе си ја гаиме, ќе окрупнуваме и ќе си помагаме еден со друг. И ќе им докажеме од највисокиот па до најнискиот. Ќе им докажеме дека ова не го правиме за некој од нас да биде утре министер, или да има работа, или да биде директор. Не. Ова го правиме за Македонија. И затоа реков, секој оној кој што ќе бара поддршка и кој што ќе очекува помош од премиер или председател на Македонија или министр или градоначалник, уште денес нека се тргне од нас. Уште денес. Затоа што Македон е нешто многу големо, кој што со микроскоп може да ги гледа сите овие премиери и политичари во Македонија. Исто како што е нели Архангел Михаил. Ете, осеќав потреба да ви докажам дека рајската градина е во Македонија, да ви докажам дека таа е прапочетокот, да ви докажам дека од тука започнува семето на животот, да ви докажам дека тука е и гробот на Александар или символиката која што се крие позади гробот, а всушност се работи за друго. Не го гледајте гробот на Александар како гроб. Гледајте го како царска одаја, каде тој што спие уште со отворени очи, а веќе и е разбуден. Затоа што ние македонците вибриравме заедно за нашиот водач, за нашиот војсководец со двата подвиени рогови од овен, преку кундалини да го разбудиме. Не спие повеќе Александар со отворени очи. Тој е тука. И ќе бидете сведоци сите дека тоа божество е тука и ќе биде до секој оној што ова го прави во спрега со Владо Павлов децении години уназад за Македонија, а не за Тино, или за Заев, или за Грујо. Дали ме разбирате, македонци мои? Дали ме разбирате? Дали ја свативте поентата што сакам да ви пренесам? Не барам јас од никого. Ние сме доволно силни и паметни и со отворена шишарка да функционираме во најтешките моменти на Македонија. Ама не бараме и тие да не уценуваат. Не бараме и тие да ни прават местенки, како тоа што го правеа со Владо Павлов, за кој што пишувам книга со име и презиме, за ова корупција, за овие лудождери, за овие гнасни створенија, кои што немаат доблес и никаква срцева чакра во нив. Затоа што многу брзо ќе се дознае вистината за Пулс. Ќе ви се гаде животот од она што ќе го слушнете. И затоа не сакам вие да барате од никого. Ако барате од некого, барате од Бог, од универзумот. А Македонија е творевина негова.
А сите онија кои што нема да не разберат и кои што нема да го почитуваат делото, ќе ги прифатиме со љубов и ќе продолжиме понатаму, а Бог е тој што знае и како да прави. А вие македонци мои, запишувајте се. Запишувајте се. Бидејќи така ќе знаете дали сте на прав пат или не. Се запишувајте. Го завршувам ова мое вклучување во живо со доказите со кои што се надоврзав на символиката поврзана со гробот на Александар, а всушност Владо Павлов го гледа другчие. Владо Павлов го гледа Александар во некои моменти кои што ги има, во некои моменти кои што ќе ги поистоветиме со Библијата, а тоа е царската одаја која што од Библијата ни е представена како пештерата на Воскресение на третиот ден, нели, после библиското распетие. Тоа е царската одаја, каде што ако ги разграничиме годините, ќе видите дека поминале 12 сата по некое друго време, за кој што ќе разговараме на таа тематика друг ден, ќе видите дека поминале негде околу 12 сата од смртта, нели, некој ќе рече од Александар, а јас ќе кажам од неговото легнување да почива. И затоа има една символика која што е поврзана со почивалото, а почивалото е царската одаја која што е поистоветена со Библијата од Воскресението. Затоа и на споменикот од Ноб, кој што нема ни Н буквата од Ноб, го има Александар со отворени очи. Како спие, заедно со уште 6 мина други, кои што се околу него. Така да сите оние кои што го барат мртов, а во една прилика го прашав Ниче Димовски покојниот, викам, напиша книга Бог е жив, а Богот го бараш во гроб. Морам да ви напоменам дека и ја бев до 2005-2006 година со потрага да го барам живиот Бог, ама тој ден кога видов нешто и кога сватив нешто, повеќе живиот Бог не го барам во гроб. На моето прашање Ниче Димовски тогаш не ми одговори ништо и започна на жестока битка против Владо Павлов, идентично како тоа што го правија Инфомакс, Палчо и сите оние кои што беа поврзани со најстариот Инфомакс. А инако Инфомакс е направен од дечко кој што не е сега таму и кој што е уште од времето на Никола Груевски, кој што има направено многу портали, први портали. Долго време беше во Кочани. Имаше една хајка која што е поврзана со плаќање на работни места од времето на Никола Груевски, кој што му даваа пари. Се манипулираше дека е син на Змејковски, така натаму и така. Значи, зборувам за најстариот Инфомакс, од кој што дојдоа сега овие во Инфомакс. Значи, идентично како тоа што го правеше Палче, го правеше и Ниче Димовски. Одговорот негов остана незавршен
и го однесе во гроб? Јас ќе ви кажам. Одговорот, без да ми го каже тој, нивниот бог е Константин, кралот на Византија, измислена на Румелија или на голема Влахија, или нели на Источното царство. Затоа за нив бог е Константин, а додека Александар е земско створение, полубог, кој што треба да го бараме во гроб. Јас ќе ве потсетам и на уште нешто друго од Библијата, кој што Александар го поистоветувам и со Исус, кога вели: мајко, зошто ме бараш меѓу мртвите? Тоа е нашиот Александар, кој што секогаш е бил жив. Тоа се мистични работи кои што не може секој да ги разбере, мистични работи кои што има нешто што не му е дозволено на денешното човечанство да го прати, да го гледа и да го знае. И затоа, за мене Богот жив е Александар Македонски. И тогаш, и денес кога не го барам веќе во гроб, а го пронаѓаме во царската одаја, која што би била пештерата на Воскресението. Идентично од Библијата која што не представена преку Исус на третиот ден кога воскреснува, нели, после библиското распетие. Затоа на мене поголема светост е таа пештера на Воскресението од крстот. Крстот е символ на Константин, кој што наводно го видел на небото и победил, а всушност крстот символизира нешто друго. Првите години од христијанството беа обележени со риба. Така да и денес, со завршувањето на ерата на риба, бидете среќни што водолијата е тука и таа водолија ќе го преземе идентично оно што било во ерата на овенот. Значи, темната риба ќе биде заменета со водолијата која што започнува со оној што бил почеток и крај на ерата на овенот. А денес завршува ерата на рибата со оној што почнала. Или во превод, ерата на риба започнува со Исус и завршува со Исус. И му дава палката на оној што почнал во ерата на овенот, а тоа е на Мојсие, кој што е идентично и Александар. Почетокот и крајот на ерата на овенот. Започнува со Мојсие, завршува со Мојсие, или со Александар Македонски доаѓа Исус, ерата на рибата. Тој циклус мора да постои, мора да има ден и ноќ, мора да има сонце и месечина, мора да има светлина и темнина, а мора да има и чакри кои што ќе светат, нели, како чакри, нели, кои што ќе светат како светилки, а и чакри кои што бледо ќе светат. Затоа крстот за мене е символ на нешто друго и нешто кој што го поистоветувам со буквата А, кој што го представува почетокот исто така, а додека не го ценам по она што го прават римјаните, што ги распнуваат сите оние кои што потекнуваат од македонската лоза на крстот, или во превод крстот е символика на хоризонталата и на вертикалата, спојот на хоризонталата и вертикалата, или спојот на земското и небесното. Или крстот е почетокот на оно што започнало, тоа значи дека крстот го символизира лавот и орелот. Го символизира Амон-Ра од египетската митологија, го символизира тој што е позади мене. Кој е тој? Тој е грифонот, македонци мои, тоа е символиката на лавот и орелот. Лавот е символика на земското или на хоризонталата,
од крстот, а додека орелот е символика на небесното или на вертикалата од крстот. А тоа е нешто кое што е поврзано со македонскиот кутлеш. И пак ќе дојдеме до прапочетокот, пак ќе дојдеме до семото на животот и пак ќе дојдеме до Александар. Затоа што тој е грифонот. Македон исто е грифонот. Исус исто е. Кој што ги знаеле тајните на земското и на небесното. Или живеели у два споредни света. И затоа имаме ние представи на дуалитет со нашите древни археолошки артефакти. И затоа имаме и матица, ама имаме и како на грифон доаѓа аватарот со кринот на глава. Затоа и споменикот од Сионски приорат е направен да ја скрие ова вистина, верувајќи дека никој нема да ги свати, тие се боговите на земјата, исто како што никој не веруваше дека ќе го пронајде атентаторот на Киро, а самиот тој е најголемиот учесник во уништувањето на Македонија и тој што си го направил сам на себе атентатот, така и споменикот кој што од две страни е направен во дуалитет, каде што ќе го гледате и како череп, а од друга страна ќе го гледате и како круна. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Бидете внимателни за Архангел Михаил 25, затоа што ќе започне нешто посилно, што се вика Божја десница, а вие неверните томовци можете уште посилно да се спротивставите, затоа што имате уште малку светлина во вашите чакри, па треба да се изгасе и таа малку што имате во вашите, на сметка на нашите кои што светат како сијалици сите чакри во нас. Да живее Македонија, да живее престолнината на белата светлина, а тоа е бела, денешно кочени според сите докази овие 30 години на Владо Павлов, да живее духот на Александар Македонски, кој што верувам веќе дека е во неговата, кој што верувам дека е споен со душата и телото негово и го направил светото тројство, да ми живеете сите вие кои што сте биле со него тогаш, а и денес повторно сте со него. И добрите, и лошите. А вие најлошите, кои што бевте тогаш, имате уште малку време да почнете полека, да ја појачувате светлината и да ви светат вашите темни чакри. Многу малку имате време. Затоа што сите карми што ги направивте и во тој живот и денес, може да заврши со пепел и никој пат и на земјата да не дојдете. Од тоа што го правите грозоморно. И сите што верувате дека Кочани ќе го направите град на темнината. И тоа го направивте преку пулси, преку сите овие сценарија. Освестете се. Многу малку има трпение Божеството. Освестете се. Многу малку. Имате време за да започнете да појачувате светлината во вашите чакри. И нема да кажете дека некој не ви кажал утре. И нема да велите утре дека Цацко ви е крив. Тоа е Македонија. Само Македонија е почеток и крај на се. Затоа што од Македонија кренале кон Египет, од Египет се вратиле кон Македонија. И не ја поценувате Македонија. И не се плашете ако Бог одлучил пепел да прави уште од Македонија. Затоа што истиот тој, во истиот момент може да одлучи Феникс да ја направи. А сето тоа што го прави и ја прави пепел е поради некои наши неистомисленици. И поради некои
кои што имат бледа, многу бледа сијалица на секој од чакрите нивни. Најтешко е на оној што сето ова го гледаш и што го знаеш и мораше да молчи. Бидете ми живи и здрави, колку сме толку сме, не давајте напор, пренесете ја пораката и сам да бидам на китино кале, не се плашам, затоа што знам кој стои позади мене. Да сте ми вечни и живи, да сакам сите, љубов, љубов и само љубов. И ајде сите заедно да го правиме практично свеќето на животот и да започнеме од центарот и да ширеме од овде па низ целиот свет нашата силна македонска енергија. А сите вие кои што очекувате дека поради сето ова што го правиме за Македонија, треба Тино или било кој да ви помогне, уште денес бидете кај Тино подалеку од нас. Затоа што ние ова го правиме за Македонија. Ниту за Тино, ниту за Свети Тино. Дали сум јасен, македонци мои? Ниту Тино, ни Свети Тино, ниту Грилас, нити Свети Грилас. За никого. Имаме 10 прсти, имаме 2 раци, ќе се бориме. И на него ќе му докажете дека вие сте македонци и дека има македонци, а не такви како кај него, што му се ушмурле кој стигне од каде или не. Тоа е мојата цел. Да ги почитувате премиерите, да давате за Македонија, а не и да чекате од нив утре. Дека некој треба да ви даде работичка, тендерче, мендерче, ово она, ајде, молам ви се. Па пошто ќе се разликувате вие од оние што се околу Тино? Пошто ќе се разликувате вие од оние што се околу Тино? Како крлижи му се налепиле. Не сте вие крлежи? Не сте вие крвопийци? Не сте инвалиди сакати? Затоа, ако има такви, за најсветата работа Македонија, електронскиот попис на сите македонци од целиот свет, не ни треба. Нивна должност е утре да застанат во интерес на Македонија, ако си ја завршите работата како што треба. Ако имаме 100.000 подписи. Што велат денес албанците? Мнозинството победи во Кичево и морам да почитувам. Па ќе почитуват. Ама од овде се почнува. Од електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. И тоа сами ќе го гуркаме тоа, сами. Сами. Од град во град, од куќа во куќа. Сами. Кој колку умееме и кој колку можеме. Ние немаме цел да бидеме милиардери. Јас ќе ве подсетам. Кажете им еден милиардер во Македонија кој што свети или неговите чакри кои што му светат како новогодишна елка. Ајде да го видиме Зоран Заев. Како му светат чакрите на Зоран Заев со неговата милиарда, нели, наводно што имал?
А што е врлината и суштината да направиме за Создателот, за Бог и за земјата? Ајде кажете ми. Погледнете го. Нема душа да зборе. Дали неговите чакри му светат како сијалици и може да го плати тоа на Бог со 1.000.000 евра за да му светат? Ајде видете го Сашо Мијалков. Дали нивните чакри им светат како сијалици? Јас велам да, може да и светат. Ако воиднин да започнат да ја чистат кармата, пошто кармата се налепува на секоја чакра од нас. И за нив има уште малку време. Нека се прават самопрогласени богови светци и тие. Што ако имат 1.000.000 евра? Која е врнилата на нашето битисување на земјата? Да ги очистиме чакрите од негативности, да изчистиме кармата? Тоа не се наплаќа со пари. Масоните во црна мантија 1.000.000 евра и дадеш како некогаш и денес Ватикан и одма гревот ти го чистат. Одма чакрите кога ќе почнат да светат како фарови, долго го пуштите ног на време од автомобилите. Па така светат, па до универзума горе, до Орион се гледат. Затоа што, нели, платил. Тешко да се плати и грево да се чисти. Белажат овие масоните во црна мантија. Имајте убав ден, поздрав до сите вас. Поздрав и до Поп Зоки. Време е да каже што се случува во Турција. А ние од тука како нешто што сме секогаш со љубов, да испратиме љубов на нешто што е потребно во Турција и блиско до Партении. Ете, ние сме тие. На сите сакаме да им биде добро. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Да живее локалитетот Лукубија, каде што е царската одаја, а вие ќе кажете гробот на Александар.